Може? Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, ве повикавме во Министерството за внатрешни работи да ги обелодениме пред вас и пред јавноста на Република Македонија наводите до кои дојде работната група формирана на 3 мај 2017 година со решение од мојот претходник господинот Агим Нухију. Работната група работеше повеќе од 1 месец, многу посветено и напорно со цел да ја утврди фактичката состојба. По претходно усвоена методологија на работа беше извршен увид во обемната службена документација, поврзана со настанот, беа извршени разговори со голем број на припадници на Министерството за внатрешни работи, а членовите на работната група поминаа и часови во прегледување на службен материјал, видеоматеријал, како и видеоматеријал од повеќе телевизиски куќи. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на членовите на работната група за работата која максимално совесно и професионално ја завршија. Како и на вас медиумите кои имавте трпение да го чекате извештајот на работната група. Сакам да ви укажам дека информацијата која ви ја доставуваме е само преработен сепарат од целосниот извештај на работната група, кој е класифициран и согласно позитивните законски одредби не е достапен за општа употреба. Извештајот ќе представува основа за преземање на понатамошни стратешки мерки и активности во правец на реформирање на Министерството. Исто така ќе представува основа за понатамошно постапување на организационите единици во Министерството за внатрешни работи и останатите државни органи во рамките на нивните надлежности. Што покажува и докажува извештајот на работната група? Скенирањето на состојбите, анализирањето на причинско-последичните врски на настаните резултира со утврдување на формално правните пропусти и недоследности во актите и процедурите, откривање на системските недоследности, во очување на дисфункционалности кај одредени организациони облици на МВР, со што децидно се наметнува потребата од одредени реформски зафати во целиот систем. Меѓутоа, во очувањето на намерените пропусти, односно свесно пропуштање или отсуство на действување на одговорните лица во системот, јасно ги детектираше предпоставките за нивна индивидуална одговорност. Настаните од 27 април потврдија колку бе во право кога како министер за внатрешни работи во пржинската влада изјавував дека полицијата мора да се департизира, деполитизира и декриминализира. А денес, како поранешен пратеник, кој беше жртва на ваквата полиција, сум уште поубеден дека ова мора да ми биде примарна задача. Од друга страна, јас длабоко верувам дека Министерството за внатрешни работи има и институционални и кадрски капацитети да се справи и со многу посериозни ситуации од ова. Тврдам дека доколку секој целосно професионално си ја вршил работата во рамките на своите овластувања и надлежности, ништо од настаните на 27 април немаше да се случи. Изразувам длабока почит кон храброста и професионалноста на оние припадници на МВР кои на 27 април 2017 година најсовесно си ги извршуваа своите задачи и обврски. Очигледно е дека некој ја злоупотребил својата положба и со тоа го овозможил, можеби планирал, нападот врз пратениците и новинарите. За овој срамен чин мора да има одговорност. Без расчистување на овој случај и без санкции на одговорните, ова министерство не може да продолжи да функционира нормално. Сакам јасно да кажам дека овој извештај со филигранска прецизност го потврдува она што сите веќе подолго време го знаеме. А тоа е дека заради партизираноста на одредени раководни структури во Министерството, овој државен орган падна на испитот на извршување на некој од своите со устав и закон утврдени надлежности. Ова Министерство мора целосно да се департизира и декриминализира, да се ослободи од се она што представува товар за неговото професионално функционирање. На вистинските професионалци на МВР и на граѓаните на Република Македонија им должиме ова министерство да го исчистиме од срамот од 27 април. Заедно да ја вратиме честа,
угледот и довербата на Министерството како респектибилна, професионална и државна институција која што ќе им служи на граѓаните на Република Македонија. Благодарам. Дали се работи за кажете кои други се посочени во извештајот за Или ќе викате одредени некои посочите индивидуално одговорни? Да. Јас упатив јасни политички пораки кои што сметам дека како министар треба да ги упатам. Второ ви кажав дека овој извештај на работната група е класифициран. При тоа не може да се излегува со информации во јавноста. Најмалку сакам јас како министар за внатрешни работи да бидам тој кој што ќе носи заклучоци, ќе суди надвор од институциите. Значи, сакам да знаете дека извештајот ќе биде проследен на соодветното јавно обвинителство и од таму ќе се класифицираат сите можни одговорности на персонални, објективни и така натаму кои што се во рамките на извештајот. Моја задача беше апсолутно почитувајќи го принципот на транспарентност за кој што вети дека ќе работам. Во моментот кога ќе го добијам извештајот, а го добив вчера, да ви информирам вас, новинарите и македонската јавност. Бевме сведоци на одредени шпекулации и така натаму во медиумите претходните денови без да биде доставен извештајот, информацијата. Спрема тоа, денеска, веднаш после добивањето на информација, сметам дека е потребно да го споделам ова со вас во таа мера во која што може да се сподели. Информацијата која што ќе ја добиете содржи одредени информации кои што може да бидат пласирани во јавноста и тоа се нешто повеќе информации од овие кои што ги имаме сега, меѓутоа оставам овој процес да тече низ институциите на системот. Добро, колку е бројот на суспендирани до сега? Има работено, значи, во одделот за внатрешна контрола, има суспендирано поголем број на лица, се уште се работи и таа постапка е во тек, има сослушано околу 180 лица, припадници на Министерство за внатрешни работи, кои што учествувале во настаните, има преку 23 суспензии на работници во Министерство за внатрешни работи и има преку 45 покренати дисциплински постапки. Меѓутоа, тоа е во моментот. Секој ден продолжува истрагата и како ќе доаѓаме до резултати од таа истрага, така и ќе делува Министерство за внатрешни работи. Сакам да напоменам дека еден дел од структурите во МВР после склучувањето на 27 добиле задача да направат посебен извештај некаков кој што го изработиле, односно добиле наредба да го изработат за еден ден. За кој што извештај веројатно требало да даде такви резултати какви што одговараат на поединци во Министерство за внатрешни работи. Која издал таа наредба? Значи, само толку можам да ви дадам како информација и дека постои таква некаква анализа која што е направена, меѓутоа треба да знаете дека извештајот на работната група е извештајот кој што до детали, филигрански ги утврдува сите одговорности, единствено надлежна за да може да ги добие сите сознанија кои што биле во постапките за заедно. Припадници од МВР, има и пратеници во извештајот или само е за припадниците на МВР овој извештај? Во извештајот, значи во извештајот постојат детални анализи на сите случувања кои што се одвивале во Собранието на Република Македонија и пред Собранието на Република Македонија и сите аспекти кои што довеле една институција од витален интерес на Република Македонија да биде поставена и да биде влезено внатре во таа институција, така да работа на обвинителот е да ги согледа сите тие информации и на основа на тоа да делува соодветно на законските прописи. Колку луѓе од тие што утврдено некаква одговорност, грешка, пропуст, намерен пропуст, се уште ја облагуваат истата функција која облагува тој дел? Па видите, јас реков дека имаме суспензии на преку 20 тројца луѓе кои што се за повисоко ниво. Директори, началници, помошници. Па видите, за директорите вие имате информација дека владата се уште ги нема разрешено. Тогаш кога ќе бидат разрешени,
ќе добиете информација дека се разрешени. А за сите останати, како доаѓаме до податоци, информации во текот на истрагата, така се превземаат мерки согласно на закон. Има луѓе кои биле на истата позиција тогаш, погрешиле и се уште си ја вршат истата функција и покрај тоа што утврдено дека погрешиле. Па не знам јас дали има или нема. Значи, Вие го имате целиот јас ви кажа, извештај. јас го имам целиот извештај, господин Серафимовиќ, и ви кажав дека тоа е со класифицирана информација. Ако мислите дека треба овде да ги отвориме сите детали, а да не ги оставиме институциите тоа да го вршат, мислам дека правите грешка и вие, а ја ќе направам уште поголема грешка ако навлегуваме во такви информации. Колку мина се посочени како одговорни во тој извештај? Сите кои што постапиле спортивно на уставот, на законите и на прописите во рамките на Министерството за внатрешни работи. Колку луѓе со, колку полицајци, полициски службеници на МВР се луѓе маскирани со пампони? Тоа ќе го добиете накнадно како податок. Во тек е нели таа истрага на внатрешната контрола и како ќе ги завршуваме работите, како ќе ги детектираме тие луѓе, така ќе ја информираме јавност. Дали е разрешен и началник на специјална единица? Како? Началник на специјална единица дали е разрешен? До овој момент немаме разрешување на било која од тие позиции, а доколку има ќе добиете. Во темата, ако може. Ајде. Според наши информации сте имали утринова среда со тројца представници од Скопската населба Драчево околу безбедноста во сообраќајот, там по последниот случај на сообраќај на несреќа таму кој што заврши со смртни последици вчера. Што беше разговарано на средата, што конкретно се презема во однос на тој случај, дали се разговара? Вчера беше доставено барање до мојот кабинет за да оствариме среда со представници на граѓаните од населбата Драчево, на која што ми информираа за проблемите кои што ги имаат пред се со сообраќајот, според нивни информации, а според информации кои што ги имаме и ние внатре во Министерството за внатрешни работи, во прашање што нема апсолутно хоризонтална и вертикална сигнализација, која што е обврска на општините, недоволно или неорганизирани паркинг места, и тој дел, што е дел на локалната самоуправа, ќе мора да биде превземен од наша страна. Како Министерство за внатрешни работи ги посочивме детектираните проблеми кои што ги имаме, меѓутоа и детектирани проблеми внатре во Министерството. Тоа значи дека таа полициска станица треба да го зголеми бројот на припадници на Министерството за внатрешни работи, кои што ќе работат за да може да се намали ризикот не само по сообраќајот, по животот, по имотот на луѓето, туку треба генерално од секој можен аспект на безбедноста во тој дел да ја подобриме ситуацијата и тоа е наша обврска која што ја преземавме со граѓаните. Вчера екипа на телевизија 24 беше нападната во Штип. Дали МВР презема нешто за расветлување на случајот? Да, значи вчера се случи уште еден срамен настан со тоа што е нападната телевизиска екипа на телевизија 24 во Штип при извршување на собствена работна задача. А сакам да знаете дека има пријава, уште вчера полицијата постапуваше, бе во директна комуникација, лоцирано е лицето кое што е обезбедувач во една од агенциите за обезбедување. Денеска треба да биде повикан на разговор во полициската станица во Штип, консултиран и известен е јавниот обвинител, кој што дал насоки како да постапуваат полициските службеници и во таа насока ќе се затвори целиот тој предмет, бидејќи навистина се констатирани две кривични дела, а тоа е загрозувањето на сигурноста и оштетување на туѓи предмети. Тоа се кривични дела кои што се должат, кои што се гонат по приватна тужба.